Савте сонце, нави сонце. Сега жешко е многу не чини, така? То Господ немој крајо да ни го најди, ние кај ќе си го најдиме море. Ако студи, ладно било, ако е топло, жешко било. Крајо не ви се наоѓа. Ами Божја работа е времето море. Треба и дожд да има и сонце да има. Се негде има појќе, негде има помалце, ами Сахара да живееш. И таму има луѓе што живеат. Са не во пустината внатре, ама во околината. И во околината е жешко исто колку во Сахара, не е поладно таму. Вака енчекор од Сахара, оп, ладно, нема грешка. Или она му на север угоре или на југо скрос удол до она. Камен ладно кај што сега нив му е багателава. Тоа е та разлика. Кај нас оди од -5 да речиме на +30 и хаос се деша. На Арктико горе од -50 оди на -20. Лето -20 за нја. Но прашвајте од чат GPT, не знам дали од -50 до -20 точно карикираме тука, карикатурираме. Како и да е, какви пеколни жештини не фатија, тоа е нешто страшно. Лимите да фучат 24/7. Освен ако имаш вака 1 метро од зидој на пример. Пример вели, битно надвор до толку е жешко, од утре забрането ќе биде пошуми шетање. И колку и да звучи неверојатно, ден денес имаме бистри деца, што дали намерно или ненамерно прават ненормални штети со пожари. А пожарникари нема дово. Абе седи не една работа. Дај шпица да маниме ние ти замине епизодата уште мал. Ајде да те пуштај шпица и да збораме, тоа е. Како и за се останато, извини, требаше впрочем да речем. Впрочем, како и за се останато, луѓето и на оваа тема се поделени. Значи за некои луѓе ова е пекол моментално што се деша. Пекол жеш. А какви жештини се овие, леле, немам да дишам. А бога ми има луѓе за кои пекол е кој е камен ладно, фигуративно пекол. Например, жена ми до пред една недела измрзнуваш. Ми студи во стапалата, ми студи не знам каде. Сега бате во полн живот ужива. Там не дека не му е жешко и не, ама поубаво му е да му е топло отколку да му студи. Јас многу некои посебни желби околу времето немам, знам да си го најдам убото во сите време. Ерно, ма затоа во суштина жените поќе сакат топли времиња. Чи во глобала збораме не рипајте одма вие што сакате на скијање да одите в зима. А на мажите не му е толку битно, ти можат и на поладно мал. Се прашувам зошто е тоа така. Дали дека во душата натре ние мажите потопли сме? Али што е работа не знам. Сам сега така шпекулирам. Ама во глобала не смете и малце дискомфорт да има во моментот. Не ни е толку страшно, не ни е толку битно во животот. Жените сакат нон-стоп во некој комфорт да си види. Нив да му е таман. И затоа многу пати кој тргнеш со жената и женската или со кој да е негде со колата, ти ќе влезиш, ќе пуштиш климата, пример, ќе ја наместиш или парното шо и да имаш да дува. И ако патуваш до истата дестинација сам, како што имаш пуштено, така ќе осте евентуално еднаш ако подзавртиш натаму наваму, толку. Јарно ако си со женската и жената или било која друга женска особа, аби како на не знам, како на сат море, на секој 5 минути, так подсврти. Топло ми е, так ладно. Ми студи во нозеде, так топло. Жешко ми стана, так ладно, да не претерам, на секој 10-15 минути некој нешто ти гиба таму по тие. Парна чуда, па музики ќе пуштат, па хаосба. Пошто мора во тој момент во секундата да му е убо. Иначе тие во пекол се во момент. А тоа убото кај нив многу често се менува, ама нема врска. Ние мажите толку многу не се замараме, брат, ќе опуштиш, ако ти е жешко негде на полапат, ќе опотпуштиш па. Што уште појако, многу често од нигде никаде самите си правиме некоја дискомфорт ситуација. Дали така сме природно програмирани, не знам, ама праше било кој маш ќе се сложат за ова, ако не сите 99% сигурно. Сам не буквално ова ситуација, ама некоја слична ситуација. Стално си правиме вакви некои работи во ум. Да возиш пример, пошто правиме муабет за жешко ладно, пример жешко ти. И од нигде никаде во мозоко сам ти вели, пример десната ќе ми свира на левата му вели. Ај се кладиме, не си маж да издржиш до петлјата вака жешко ти види. И левата само му враќа, кој бе не е маж? Сега ќе види. И го гледаш жива вода е тој поти, вози теравата, не апушта климата, не амено. И тој самиот себе си треба си докажи во моментот дека може. И ние не знаеме оти, ама така некојаш сиди. И тоа секогаш било така, уште како деца примероиш по улица и не знам. Си кажеш ајде дека сега ќе издржам да не земам воздух до на бандерата она му тераш воздух не земаш. Да то те па некој не знаеш да му кажеш зошто така во мозокот иди вна. Ти се тренира. Ти шо знаеш некојаш му ќе треба да одиш без воздух да земиш од тука до на. Ај седи се иди во животот море. Значи многу пати ние мажите сами си го правиме пеколо за да се извежбаме за кога ќе дојди пеколо да ни е седен. А сакале или не ќе ле пеколо кога тогаш ќе дојде. Дали тој ќе биде во форма на жешко или ладно, или личност некоја, или работа некоја. Тоа не можеш да знаеш. Ти битно како маж мора да си спремен. И ова е како едно правило за мажи. Единствени мажи што отстапуваат од тоа правило и што се бунат за се и се, за топло, за ладно, за промаја, за клима, за не знам, за се. Се возрастните, мислам не возрастните како мене, туку возрастните внуци шу. Да не речам сениори. Са дали е тоа ти се менват хормоните? Па како си растат годините, полоите се поке си заличват еден
еден на друг. Дали оти паѓа имунитето, дали шо е, не знам, ама сите работи што ги наброев што ти ги прави женската и жената или било кој во патување или во вакви моменти, во пекол време или па во ладно време, истите буквално ти ги прати постари. Ако не ме верваш, седни со некој повозрасен, тргни негде на пат. Не мора далеко. Излезете од градот до некое село, до планината, во близина до езерце, кај било тргне. Ако не ги направи истите работи со рете, ти влегваш в кола, пушташ климата, пушташ радио, нешто тргнуваш. Уште 2 метри колата не направена. Затвори го тој џамо ми дува. Климата овде многу ладно ми е, кај се исклучва, кај се врти ова. Овие да не дуват во мене, да дуват негде настрана. Или исклучи ми ги скроз. Намали малце кога ќе возиш, не пуштај толку гласно музика, треба го гледаш пат. Шо има врска гласната музика со гледањето на патот, никој никогаш не разбрал, ама тоа. Исто и кога ќе паркираш, мора да го намалиш за да можеш убаво да видиш во паркирањето, ако не го намалиш нема да гледаш убаво. Необјаснет феномен е тој, сите го имаме, сите го правиме, ама тоа. Терате по патот потом, море некако многу жешко стана, дај бе пушти ова нека дува, ама да не дува во мене, ама да ме лади. Нема грешка за те музичка желба нешто. Исто како што женската или жена ти кочи она му колата на 100 метри пред тебе, та од тука почнува да кочи, така и старите кочи. Оре темата требаше за нив да ја направиме на споредба, мај друг пат некоја здрави. Сам да речем тие се бунења. И после пекол била пекол работата нормално. Ама шо да правиш? Машко си се родил, треба да бидиш крал. Тие треба се твоите принцези. Не зборам за старите луѓе, за жените, женските збор. Макар што и старите луѓе добиват принцес тритмент. Уствари сите добиват принцес тритмент, освен мажите. Тоа може да видиш и на телевизија. На телевизија ти велат во вакви пеколни жештини, најубаво е дома да седат возрастните, пензионерите не речам, жените, трудниците, децата и ти чекаш мажите. Речи никој мажите не вели, мажо треба да е на чатија каче негде, покриво да го прави. Ти знаеш како? Кој те прашва бе бате? Што демек пекол ти е нешто? Чекај, назад ни е зимата. Ами ти зашо се спремаш од дете да издржиш до на бандерата, да извозиш донде во Жешко и така ната. За овие моменти, да можеш да видиш крал на твоите принцези. Тоа е ватуле што би рекле ние битола, јал не ел трипл. Значи без разлика какво е времето, нас нема ни биди погодено и готово. Знаеш уште поако? Има луѓе што не му е тешко ти е времето Жешко, туку тешко му ти не можат да излезат нигде да одат, не можат да снимат, ти научени се во двор да седат и да пратат се што се дешава. Јарно, ама не можат, кога е Жешко мора дома да седи, од дома е ограничен, види, уживај комшија го гледаш, ама она му не го гледа. Тоа многу тешко му паѓа на луѓе. Да не речам пекол му. А бога ми му е пекол и на нашата велелепна асоциација на метеопат. Значи најмногу метеопати по глава на жител во светот има во Македонија бе бат. Само нешто ги врти некое колено, зглоб некој, лата ги фаќа, ова ги фаќа. Сега да се разберем, има луѓе што стварно имат мака. И мене ме фаќа кичмата од време на време, ама знам зашто ме фаќа. Сигурно не ме фаќа ти ќе му текне заврни или сонце да загре. И не викам дека нема луѓе што стварно имат мака и со тоа. Арно, ама ние како нација овде уствари општо Балкан изгорени сме жртви да биди. Тој менталитето на жртва. Значи на сите нешто тешко му е, нив не му е, убаво му е тешко во животот, на другите му е полесно, само нив му е најтешко. Па колку ги има такви луѓе бе, тоа е нешто страшно, нив пекол му е живото општо. Не дај Боже пред таков човек да речиш, оре тешко ми беше денес ова сработи фон небате, нив потешко му е, ти што сакаш прај, нив му е најтешко. Како ти да му го земиш нив местото во тежината таму, тие се наврво се ти. На сите другите розево му е, му цутат цвеќињата. Само нив нешто градината не му спе. Вика татко ми ги слушнал на некоја телевизија српска, некој рекол тие се енергетски вампир. Значи цела енергија ќе ти истица, море ќе ти дојди, само што ќе видиш личноста смачено му од животот, збоктисано му и влегва некоја таква депресивна енергија во собата и почнуваш и ти неубаво да сосе. Мене ако ме најдоте, тоа е пекол. Дувај бегај од такви луѓе. Сам скоро е невозможно пошто сегде ги има, ма дувај бегај. Поарно на сонце седи на Жешкото да те опече отколку со таков човек да седи. Тоа е нешто неверојатно е колку можат да ти истицат енергијата. Че ти си седиш убав ти е дено си правиш нешто низ дома и од нигде никаде ти влегва дома мрак. Се стемнува све. Влегва некоја таква особа и толку дено од тука натаму е само боли ме рука, боли ме нога. Страшна работа. Шала настрана ненормални жештини се во прашање. Не се џабе препораките се седи дома во Жешко. Са тие што мораме работиме, мораме. Ама ако немаш потреба не излег. И што уште посмислам не е смешно, глупо е дури, ама старите или возрастните веќе си го знаат то. Не излегват тие туку така. Мил му е живот. И затоа многу ретко слушаш дека паднал некој стар во несвест или со несвестил или шетал во Жешко. Ама затоа слушаш дека млади паѓат. А млади паѓат пошто уште го немат искусено животот и пошто некојаш многу паметни сакат да се напрати. На крајот животот ќе му речи нати сега си знај. Да не се преш многу паметен и кој ти речат во Жешкото да не излегваш, да не излегваш. Значи и јас да повторам уште еднаш пошто малце 100.000 пати го имате
слушате слушнато. Чувајте се, не излегвајте во жештините, ладете се низ дома. Ако немате клима, пуштите чешмата нека течи бате, ќе се оладиш еднаш, 2 пати, 5 пати, има начин. И тоа е, мислам дека се кажавме за пеколите што ни се дешаваат моментално. Доста е за денес. Вие останете си дома, сејте си подсенка, гледајте си вистинска телевизија, а кога ќе помини сонцето, после ќе се ше. Толку од мене, поздрав и имајте убав ден.